Добро вечер. Гледате 360 степени на првиот телевизиски канал на јавниот сервис. Вечерва наш и ваш гостин е председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Венко Филипче. Неврохирургот Филипче доби тешка задача да се обиде да го врати во живот СДСМ, кој по последните избори заврши во клиничка смрт. Прв важен меѓник во тој обид беше формирањето ново раководство, што се случи пред само неколку дена. Се разбира, ова ќе биде една од темите што ќе доминираат во овој разговор, но ќе отвориме и други прашања. Филипче, благодарам што сте дел од 360 степени. Благодарам на поканата, добро вечер. Актуелни се тензиите кои што почна од денот на албанското знаме со сквернавењето знамиња, продолжија синоќа со инциденти во Куманово, запалени се неколку автомобили, еден дуќан на советник на ДУИ во тој град. Вие од пред неколку дена побаравте лидерска средба. Зошто лидерска средба? Останувате ли на тоа барење? Што може лидерска средба во вакви околности да реши? За жал гледаме дека секојдневно расте и националистичката реторика и секојдневно се случуваат инциденти. Мора да кажам дека тоа е нешто што нас сериозно не загрижува. Дуи најави интерпелација за министерот Тошковски, а ние излеговме со став и со една иницијатива да се направи, да се организира една лидерска средба. И дозволете сега да аргументирам, да објаснам зошто тоа го правиме, што сметам дека ќе постигнеме со тоа. Прво, меѓунационалните односи сметам дека не се работа која што треба да се адресира или да се менаџира со некакви правни инструменти. Например, интерпелација во собранието или некој друг инструмент. Сепак станува збор за една многу суштинска тема, многу битна за нашето мултикултурно, мултинационално општество. Сметам дека тоа е еден дел од политичката култура, би рекол од граѓанската демократска политичка култура. За време на владењето на Социјалдемократскиот сојуз немаше ниту еден посериозен меѓуетнички инцидент. Еве, вратете се наназад. Изминатите 7-8 години немаше тепачка по автобусите. Немаше инцидент немаше ништо значајно. Не е како тоа што сега се случува секојдневно. И во таа смисла сметам дека интерпелација во собранието нема да донесе ништо добро. Напротив, ситуацијата може со таква една остра реторика во собранието да се влоши. Причини за интерпелација на министерот Тошковски има милион други. Тоа сакав и да прашам, дозволете, ова. вие нели е политички логично да поддржите ако има интерпелација, да видиме како ќе се постави ДУИ периодов, тие најавија дека ќе сакаат да поднесат интерпелација не само за министерот, туку и за заменик министерот за внатрешни работи, со оглед на тоа што како СДСМ повеќе пати досега побаравте оставка од министерот Тошковски. Еве кажем повторно, има милион други причини за министерот Тошковски да има поставка на интерпелација и милион причини зашто тој не треба да извршува повеќе функцијата, поради тоа што лошо менаџира. Веќе година дена од кога ја превзеде функцијата и во техничката влада и сега не се справува добро. Ниту со криминалот кој што расте по улиците, ниту со овие меѓуетнички инциденти сега во последниот период. Затоа повикуваме на политичка една средба лидерска. Ги повикувам лидерите на најголемите политички партии, и Христијан Мицкоски, и Али Ахмети, и лидерите на Влен, да седнеме и да разговараме. Поради тоа што од тука треба да излезе пораката и повикот за смирување на тензиите. Но лидерска средба не е институција. Што може таа да донесе? Што ќе биде исходот од лидерска средба? Македонскиот и албанскиот народ би рекол дека се пример во Европа за добар соживот помеѓу два народи. Народ со народ не се расправаат, не се караат така спонтано. Политичарите се тие кои што ја палат искрата. И затоа сметам дека од тука треба да произлезе повикот за смирување на страстите и на тензите, да после лидерската средба излеземе на заедничка пресконференција и да упатиме повик да се смират тие страсти, дека многу ни е битна, најбитна ни е стабилноста и мирот во земјата. Ако некој одбие таа средба, прво, искрено ќе бидам многу разочаран, понатаму ќе сметам дека апсолутно некој има причина да се надева дека ова може да донесе некаков политички бенефит. Така да сметам дека во оваа ситуација само лидерска средба, во која што ќе седат лидерите на најголемите политички
партии, ова сериозно наелектризирана атмосфера, која што веќе загрижува на каде ќе оди и како ќе се развива, може да се смири. Инаку реакциите на ВМРО ДПМН се дека ова е сценарио на СДСМ и ДУИ и дека вие преку креирање етнички тензии се обидувате да го заштитите криминално стекнатиот капитал. Еве го механизмот кој што ќе покажеме и ќе докажеме дека не е така. Еве го механизмот со кој што јавно ќе кажеме дека е потребно да се смират тензиите и дека таа цела ситуација треба да спасне, ама тоа треба да биде акт во кој што ќе учествуваат сите политички чинители, сите големи политички партии, сите лидери на големите политички партии, затоа што само од еден таков медиум луѓето може да сватат и да разберат и вистински да примат пораката дека навистина ситуацијата треба да се смири, инаку ризикуваме таа сериозно да ескалира. И ќе повторам, само сметам дека е многу битно, нема да се испрати вистинска порака со некаква интерпелација во собранието. Не, ова е тема за која што треба отворено да зборуваме, сите, на лидерско ниво, после тоа заеднички да излеземе во јавноста и да апелираме ситуацијата да се смири. Повторно ќе кажам, не гледам причина зашто некој не би учествувал на таква лидерска средба, освен, но видите, сериозна е работата. Се остава сомнеш дека некој има интерес од вакво влошување, ако нема таков факт на апел. Кој има интерес, да речеме, на прва би рекле една партија која што е во опозиција, не е СДСМ. Како и да е, ако ние сите излеземе и седнеме заедно, тогаш ќе ги демантираме сите сомнежи и ќе испратиме порака до народот. Има ли според вас политичко подбуцнување на овие настани од последните денови? Можеме да се сомневаме, можеме да шпекулираме, меѓутоа мораме да покажеме зрелост. СДСМ секогаш бил тука кога имало некаква таква криза. Секогаш кога ВМРО ДПМН е на власт, има меѓуетнички инциденти. СДСМ бил факторот кој што ги смирувал тие работи, гледал државнички и гледал во иднината за доброто на сите граѓани и на државата. И затоа ние сега повторно го правиме тоа. Осеќаме дека има ризик. Затоа апелирам уште еднаш до сите лидери на големите парламентарни политички партии. Ако главната фрустрација е тоа што ДУИ не е дел од владата, лидерска средба, тоа нема да го реши, господин Добро, меѓутоа нема потреба да се остави простор за шпекулација, дека некој верува дека може да се направи, да се организира било каков меѓуетнички судир, а гледаме дека се подгреваат страстите. Прво инцидентот со знамењата, понатаму во училиштата. Кога у последните години сме гледале деца во униформи со оружје? Последните 7-8 години немаше такви работи. Ова вчера со палењето на автомобилите и канцелариите. Значи сметам дека е сериозна ситуацијата, апелирам да превземе одговорност СДСМ како фактор кој што делува секогаш, како фактор на стабилност во изминатото, кога имало, во изминатиот период, кога имало вакви тенденции за време на владењето, посебно на ВМРО ДПМН, ние сме делувале државнички, државотворно. Така да апелирам повторно. Нема на никој ништо да му недостасува, ниту некој политички ќе изгуби, ако сите председатели на големи политички партии излеземе на пресконференција после лидерската средба и упатиме апел тензиите да се смират. Добро, сега од перспектива на премиерот и на ВМРО ДПМН, тоа може да личи на факторизирање на ДУИ на СДСМ во ситуација кога тие се надвор од владата, но ајде да почекаме да видиме деноиве како ќе се постават коцките на сцената. Тука нема никаква тенденција, ниту некаков контекст во однос на учество во владата, барем јас не го гледам. Станува збор за работа која што многу лесно може да излезе од контрола, доколку продолжи во овој правец. Зошто биве факторизирале, би седнувал со вас на иста маса, кога има институции, тие може да си постапуваат. Гледате, нека постапуваат институциите. Меѓутоа не гледаме дека тоа се случува ефикасно. Затоа очигледно е дека треба да се испрати политичка. Има уапсен. Но еве се продолжуваат инцидентите, еден по еден, што значи дека треба да се испрати силна политичка порака. Добро. Околу новото раководство, реков дека тоа е главната тема поврзана со СДСМ овој период. Моето прво прашање во тој дел би било зошто, господин Филипче, требаше да чекаме дури 5 месеци по вашиот избор за лидер на партијата да се формираат органи и ново раководство на партијата. Тоа е прилично долг период. Поставивте вакуум.
И членството и симпатизерите секако и граѓаните очекуваа да се донесат нови луѓе на раководните места во партијата. А со цел да се најдат добрите, вистинските луѓе, тоа е процес кој што зема одредено време, не би рекол дека е тоа предолго време. Тој процес на припрема подразбираше разговори со стотици наши членови, симпатизери, со луѓе кои што никогаш не влегле во политичка партија, меѓутоа имаат добри намери, имаат совети, добронамерни. Понатаму сати и сати состаноци во општинските организации со цел да на површина излезат вистинските луѓе кои што можеби од некакви причини, некогаш легитимни, некогаш поради некаква лутина, биле тргнати на страна, а на вистина вредат. Тој процес зема време поради тоа што го правев во многу широк консултативен круг, вклучувајќи огромен број на луѓе, групи на луѓе во различни општински организации, кои што кажува и укажуваа кои им биле забелишките, што сметаат дека треба да се направи и кои сметаат дека треба да бидат луѓето. Понатаму разговор со тие предлози за кандидати на раководни структури. Ако се види исходот од тој процес, вие во раководството на важни позиции, па еве дури на број 2 и на број 3, имате еден човек кој што немал ни еден ден партиски стаж, имате друг човек кој што е јавно, речиси, непознат. Може ли да зборуваме за кадровска криза во СДСМ? Не, напротив, туку ширење на платформата со вклучување на луѓе кои што вредат во контекст на едно свој придонес во општеството и ќе ги коментираме и тие личности кои што се сега дел од раководството, но завршам само со партиските луѓе. Веќе има назначено председатели на најголемите општински организации широм државата, во Охрид, во Битола, во Прилеп, во Штип и во Велес, луѓе кои што имаат многу широка подршка. Подршка од огромен број на наши членови и кои што веќе почнаа да ја поставуваат и структурата под нив во делот на местните организации, во делот на извршните одбори. И сето тоа дава резултат. На сегашните состаноци има присутни 2 до 3 пати повеќе луѓе отколку што тоа беше во предизборниот период. Јас бев во кампања, ги гледав, разговарав со нив, се осеќа огромен ентузијазам и енергија со поставување на овие луѓе. Така да воопшто не сметам дека ова беше долго време. Беше толку колку што беше потребно да на површина излезат најквалитетните кои што ќе добијат подршка од своите општински организации. И сега Фани Карамфиловска-Пановска беше избрана за заменик председател. Тоа е практично позицијата број 2 во вашата партија. Имате председател, заменик председател, па подпредседатели, генерален секретар. Таа претходно не била член на Социјалдемократскиот сојуз, сега наеднаш станува број 2 во партијата. Генералниот секретар Александар Димитриевич, тој има партиски стаж, ама јавноста не го знае, или барем пошироката јавност не го знае. Од тука овие коментари за тоа дека веројатно имавте проблем да стигнете до екипирање на раководството. Па не би рекол проблем, туку предизвик да се направи еден тим кој што ќе биде различен, кој што ќе биде спој на искуство и младост и кој што тим допрва ќе освојува политичката сцена кај нас. Генералниот секретар беше одличен менаџер на симулацијскиот центар, кој што е центар етаблиран и од медицинскиот факултет во Скопје и од Министерството за здравство и од медицинскиот факултет на универзитетот во Штип. И се покажа како одличен менаџер. Тоа е тренинг центар за новите. Тоа би требало да значи дека тоа бил кадар именувам од вас на таа позиција. Да, за време на мојот министерски мандат и останав сега до пред некој месец, додека не беше разрешен од сегашниот министер. Значи го знаете, го познавате. Таравари, многу добро го познавам, исто како што ја познавам и заменичката Фани Карамфилова Пановска, која со години наназад работи во една општествена сфера, подобрувајќи ги услугите во делот на социјалата, во делот на образованието, во делот на здравството, пред се до некои маргинализирани категории. И таа е неуморен работник, навистина голем професионалец со многу добра професионална работна навика, кој што систем мислам дека одлично ќе биде имплементиран и во партијата. Со Фани работевме на поставување на системот на амбуланта во наслабата Шутов Ризари, понатаму на
подобрување на социјалните услуги на ranливите категории, на роми и луѓе со disability. Така да она е веќе докажан работник во таа сфера. Тој спои. Не за ВМРО ДПМН го зема за зло тоа што беше дел од фондацијата Институт Отворено општество, или во јавноста познато како по името на основачот Сорос. Во еден период беше и директорка на Сорос. Меѓутоа, Фани Карамфилова одамна не е во фондацијата Отворено општество, веќе повеќе години има напуштено таа работа, иако тој систем на работа и овозможи да стекне огромно искуство и да се инкорпорира во дел од овие проекти кои што ги споменуваме. Впрочем, не знам зошто ВМРО ДПМН реагира кога сличен бекграунд на тоа има сегашната председателка Силјановска Давкова. Она беше дел од управниот одбор на Фондација Отворено општество. Но како и да е, критиките кои што доаѓаат од ВМРО ДПМН, мора да ви кажам дека ме прават исклучително среќен и задоволен. Поради тоа што сметам дека тоа значи и е потврд за тоа дека сме на вистинскиот пат. Не очекувам никаква конструктивност од нивна страна. Имаше реакции од некои ваши сопартици, например, екс-градоначалникот на Скопје Петре Шилегов, наместо коментар, постираше, објави песна со наслов "Во бестрага". Како го коментирате овој коментар на Петре Шилегов? Добро, јас сум човек кој што има многу широк демократски капацитет, трпам критики, се дека се конструктивни. Верувам дека се конструктивни, верувам дека станува збор за емоција. Сепак, поранешниот градоначалник во овој момент нема никаква функција, иако јавно порачувам дека вратата за него е секогаш отворена во партијата. Така да има и други луѓе кои што реагираат, кои што сакаат да бидат вклучени. Мојот пристап во овој период беше да добијат шанса луѓе кои што досега не биле на функција. Сите останати да може да се тука, да им се најде формално место во разни совети, сениорски и така натаму, да им помогнат да се надградат, поради тоа што овој тим ќе се бори на секој следен циклус избори во следните години. Една од реакциите на ВМРО ДПМН беше на следната линија. Венко Филипчи уште еднаш покажа дека не може сам да стои на своји нозе во политиката и избра кадри кои се продолжена рака на Зоран Заев. И па сега нови се или се продолжена рака и се стари. Така да не се соодветни коментарите на ВМРО ДПМН, ќе кажам пак не верувам дека има некаква добронамерност во тој пристап. Напротив, но станува збор за луѓе со многу силен, голем личен интегритет, искуство во различни сфери, пристап до различни фокус групи кои што ни се многу важни да прошириме платформата на која што делува Социјалдемократскиот сојуз, да пристапат луѓе, групи на луѓе, институции кои што веруваат дека либералната демократија е единствената можна иднина за нашата земја и на тој начин да го прошируваме фронтот, би рекол опозицијски, а тоа се поинтензивно се случува во изминатиот период, откако луѓето гледаат дека оваа влада работи без компас, спротивно на државните интереси и на интересите на граѓаните. Зошто ова не се рефлектира во анкетите? На анкетите дури има и пат на рейтингот на СДС од изборите наваму. Па не би рекол, според нашите анкети, резултатите се еднакви како пред изборите, има сосем мал пат на рейтингот во рамки на статистичка грешка на ВМРО ДПМН. За да луѓето ја вратат довербата е потребно време. Етаблирањето на раководството беше првиот чекор и тоа го завршивме. И се годиме со следните чекори. Детализирање на нашата програма за следните изборни циклуси, понатаму работа на терен со луѓето и ширење на платформата кон други политички субјекти и граѓански организации кои што се наши природни сојузници. Ќе ве прашам и за тоа кога го споменавме Зоран Заев, вашата релација со него, неговото влијание на тоа што се случува во СДСМ, нема да ја откриам Америка ако ви кажам дека речи си да нема нов лидер на партија што успеал без да расчисти со претходникот. И сега Груевски стана премиер, откако, да речам,
се дистанцираше од Љупчо Ѓоргиевски. Заев стана премиер откако некако се еманципираше од Црвенковски. Мицковски стана премиер откако расчисти со Груевски. Вие, ако судиме по снимката која што се појави од забавата во Дубај, се уште одржувате тесна, блиска релација со Заев. И сега прашањето би било, не сакате да успеете или ќе докажувате дека овој политички аксиом не е аксиом? Не сметам дека треба да расчистуваме со нашите претходници. Јас имам одлична комуникација и со Зоран Заев и со останатите поранешни председатели. Со Димитар Ковачевски, со Радмила Шекеринска, со Владо Бучковски и со нив се консултирам. Меѓутоа, јас сум тој кој што ги бара и кој што бара нивни совети. Не се ниту еден од споменатите, не се луѓе кои што мене ми се јавиле и сакале со нешто да влијаат на креирање на некаква политика или да влијаат на некое кадровско решение. Ниту еден од нив. Апсолутно. И јас, као председател на партија, сега апсолутно преземам одговорност за функционирањето на партијата и нема да дозволам и да има некој да влијае на тие процеси. Меѓутоа, тие луѓе се тука добронамерни секогаш да помогнат, поради тоа што во еден одреден временски период секој еден од нив се вложил себе си за да оваа партија биде тоа што е денес. И сега како ќе ја дефинирате позицијата, статусот на Заев во пошироката слика? Но Зоран Заев рече дека ќе се повлече од политиката и тој се повлече од политиката, се врати на неговите семејни работи и сега тој воопшто нема намера ниту тенденција да се враќа или да сугерира нешто во Видовме СДСМ. поранешни лидери беа присутни на конгресот, тој не беше. Да, поради тоа што тогаш не беше присутен во земја, беше на пат. А поранешната председателка Шекеринска веќе не смееше да присуствува на политички настан поради низиното назначување за заменик генерален секретар на НАТО, иначе беа сите поканати. Впечатокот е дека тој конгрес што не го завршивте пред известно време, отчетниот конгрес по изборите, кој што беше одложен под не до крај јасни околности, сега наводно го одржавте, го завршивте и така, ама некако впечатокот е дека како да го подзабошотивте малку, да го подзаскривте. Не, тоа не е точно. Именно се одржаа два конгреси со нови делегати, поради тоа што на поранешните им заврши мандатот, и се одржа и 29-тиот конгрес, кој што не се заврши, и новиот 30-ти. Тој нели требаше конгрес. со старите делегати да се одржи? Не, сите со новите делегати, поради тоа што старите повеќе немаат мандат. Но темите и извештајот беа ставени на дневен ред и ги разгледувавме. Не би рекол дека се забошоти, напротив, би рекол дека имавме одлични конгреси, имаше одлична посетеност. Како па не памтам од кога, близу 90% од делегатите беа присутни на конгресот со огромна енергија и ентузијазам. Јас ја презентирав програмата, предлог програмата, која што е платформа на која што ќе се надоградува идната социјалдемократска програма од страна на раководството, од страна на стручните комисии, од страна на различни експерти од различни области и во која што програма беа вклучени научените лекции. Добро. Од извештајот за причините за изгубените што се тие, кои се причините? И сега не би зборувал повторно за тоа, поради тоа што многу пати сме дискутирале, а немаше расположение и тоа е многу интересно, ниту пак кај делегатите и сите присутни на конгресот. Сите гледаа во иднината. На дискусијата која што ја отворивме апропо тој извештај, сите дискутираа за научените лекции и тоа како да продолжиме. Ама само велеа ги научивме лекциите без да кажат што се тие научени лекции. Имаше коментари и сето тоа, меѓутоа беа луѓето задоволни што еден дел од научените лекции веќе се имплементираат во мојот начин на комуникација со членството, во тоа што се вклучени сите, во тоа што се слуша гласот на секој еден член и тоа секој предлог, секоја сугестија, секоја критика е инкорпорирана во градењето на политики. Тоа беше, да се навратам на едно од првите прашања, зошто толку време беше потребно да се етаблира членството. Токму поради тоа, заради тоа што разговарам со стотици луѓе. И тоа бевме сервилни кон нашите коалициски партнери, а тие ја злоупотребија нашата широчина. Мислам дека така отприлика беше една ваша реченица од настапот кој што можеа да го посведочат и медиумите. Мислите на ДУИ? Да, и при тоа
Јасно е, и тоа е еден од постулатите у програмата, дека секоја идна коалиција ќе ја градиме врз основа на вредносните политики и дека не вреди да се остане во влада или да се одржи владата некој период подолго, а при тоа сериозно да биде оштетена нашата позиција. Впрочем, тоа се случи во последните години од владењето од 2022 до 2024. Така да во тој контекст беше изјавата. Значи со други зборови се согласувате дека на некој начин Дуј ја трошеше и во еден значаен дел ја потроши СДСМ како дел од власт. Да, и тоа не е само моја констатација. Тоа е дел од една многу сериозна анализа која што ја направивме и тоа е таа научена лекција која што ја спомнав. Освен вие лично, ни еден член на пратеничката група на СДСМ сега не е дел од новото раководство на партијата. Реално пратеничката група е истурен дел од партиските политики, главна веројатно во обидот да се држи власта отчетна и да се контролира, да се предлагаат закони и други иницијативи. Што значи сега ова нова ситуација? Тоа се луѓе главно поранешни функционери, министри, пратеници, поранешен председател на собрание има таму, но никој од нив не е дел од новото раководство. Диво место е сега пратеничката група? Не, напротив. Продолжува да биде ударната главна тупаница на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, поради тоа што ги имаат најрепрезентативните улоги и најголемата можност да ги презентираат нашите политики, а тоа е собраниската говорница и собранието во целост. Ке сведочиме ли на дисонанца помеѓу тоа што ќе го зборува и прави раководството и тоа што можеби ќе го прават дел членовите на пратеничката група? Напротив, ќе има еден систем на континуирана координација и комуникација на заеднички процес на заедничко градење на политиките, на многу честа координација, малтене секојдневна, и тоа е така поради тоа што сметав дека од една страна не треба да се дуплираат функциите. Нема ниту еден друг функционер, а сега немаме многу, меѓутоа имаме на локално ниво, има градоначалници, има советници, исто така нема такви представници во органите на раководните органи на партијата, поради тоа што сметав дека треба прво да се даде шанса на други луѓе, понатаму да се шири кругот во партијата, да се охрабрат луѓето кои што во овој момент немаат никаква позиција, да земат активно учество во процесот на градење на политики. Во пратеничката група членуваат врвни професионалци, луѓе кои што имаат огромно искуство во тоа како се менаџираат институции, министерства, секој во својата област. И би рекол дека тие дури ќе помагаат на новото раководство во тој процес на координација и на градење на политики. Така да во мојот пристап, само уште кратко, сметам дека треба да бидат присутни што повеќе луѓе од што повеќе групации или фокус групи во процесот на споделување информации и градење на политики. И во таа смисла сите се добредојдени. Кога ќе се градат политики од една одредена област, освен што ќе бидат присутни раководството, дел од пратеничката група која што има таа експертиза, дел од стручната комисија на партијата и надворешни експерти. И верувам дека само со таков широк и инклузивен процес, прво ќе слушнеме за вистинските проблеми на граѓаните, понатаму ќе слушнеме вистински сугестии како тие да се решат и тоа да го преточиме у наша програма. Ако пратениците не се дел од новото раководство, а не се. Формално власта има 78 сигурни гласа во парламентот, тие велат имаме 80 и повеќе од нив, иако не сме виделе досега јасно декларирање на други пратеници дека стануваат дел од мнозинството. Можни се превези од СДСМ на оваа страна за да се стигне до 80? Мислам дека не. Станува збор за луѓе кои што се партиски членови со години наназад, кои што веруваат во социјалдемократските вредности пред се и веруваат дека искрениот и чесен однос, чесната релација на другарство и припадност кон партијата е тоа што е на прво место. Каков е статусот, да речеме, на Моника Зајкова од ЛДП? Таа е една од оние кои што станаа пратеници од листата предводена од СДСМ. Да, а вие зборувате и за
представници на коалицијските. Па не, еве сега го партнери. ширам прашањето, да речам, ајде. Јас- Имате тројца, така, пратеници кои што не се членови на СДСМ. Двајца од Двајца од НСДП и- и еден од ЛДП. Јас разговарав после некои различни толкувања на некои изјави на Моника во јавноста. Таа рече дека независно ќе настапува во собрание. Независно, меѓутоа нема намера да ја напушти нашата пратеничка група согласно нашиот последен разговор. И не гледам причина зошто би го направила тоа. Што е тоа, која е таа политика во овој момент која што на власта и е потребна и на вистина носи некаков бенефит за граѓаните и за државата, а за која што им е потребно двотретинското Се случува нешто внатре во ЛДП, ќе видиме веројатно наскоро што е тоа, дали се тоа навистина струи кои што се во битка за тоа кој утре ќе фати подобрата преговарачка позиција во евентуални разговори со ВМРО, дали за влез во власта, дали можеби за соработка на локалните избори, но факт е дека Моника Зајкова на пример даде изјава со која што се построи зад ВМРО ДПМН околу прашањето за уставните измени за внесување на бугарите. Рече дека уставни измени со одложено дејство може да бидат излез решение од оваа ситуација. Гледайте, ако збориме за тоа прашање за уставните измени, тоа бара еден малце поинаков пристап и Не, сега зборуваме анализа, повеќе за меѓутоа- Моника Зајкова. Да, меѓутоа се поставува прашањето дали е тоа само изговор. Поради тоа што која ќе биде таа форма, која што уставните измени ќе добијат одложено дејство, а собранието Не ве прашувам за тоа, ве прашувам за Моника Зајкова. Но затоа сакам да кажам дали евентуално не станува збор за некаков изговор, да се скрие некаква друга намера, сега не би сакал да коментирам. Јас само пренесов што Моника Зајкова ми кажа на последниот Например, состанок. интересно е дека гостувајќи во оваа студио, Зајкова рече дека ќе гласа за нов состав на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за што требаат 2/3 во собранието. Се разбира, остави еден простор, тоа и да не биде така, рече прво да ги видиме предлозите, но рече зошто да не, со оглед на тоа што овој совет има изминат мандат. Вие на ниво на пратеничка група сте разговарале околу тоа, имате став? Суштинското прашање е кои ќе бидат предложени за членови на АВМО. Затоа што сметаме дека се случува една навистина брутална партизација во државата на сите нивоа. Се менуваат закони да се спојат комисии, второстепените комисии се сега споени. Тоа е комисија која што ја бира собранието, кој што членовите поранешни имаа мандат, ВМРО ДПМН не знаеше како, освен да смени закон и тие да се укинат и да се формира ново тело. Понатаму брутална партизација се случува во структурите на безбедноста. Во МВР се бркаат луѓе од работа. Се поставуваат партиски луѓе на раководни функции. Во Агенцијата за национална безбедност, видите каква брутална партизација се случува. Излезе некоја информација дека дури и факултетската диплома на новоназначениот директор Христовски не е соодветна. Значи е можно тој да не ги исполнува условите да биде на таа позиција. Комисијата, невладина комисија за граѓански надзор на следењето на комуникациите во собранието, сега како предлог, ја сочинуваат луѓе со партиски книшки на ВМРО ДПМН. Значи, замислете до кој степен оди таа партизација. Мислам дека станува збор за еден многу сериозен процес на воведување на режим, дури побрутален од тој кој што го правеше Никола Груевски. Гледате каков е ставот на премиерот, гледате каков му е ставот кон судството. Единствен премиер во демократска држава кој што се заканува и мафта со лисици од собраниска говорница е Христијан Мицковски. Тоа го нема во ниту една развиена земја. И сега што ќе подржи Моника Зајкова? Ваква една брутална партизација во која што исто и членовите на АВМО ќе бидат блиски до ВМРО ДПМН. Тоа нема никаква логика, освен ако не станува збор за некој личен или тесно партиски интерес. Добро, ќе видиме. Да, знам, ви влече се уште дел од членството и од симпатизерите. Огромен број на луѓе кои што се разочарани од ветувањата на знам веќе пристапуваат назад во Ма нели е рано да бидат разочарани? Партијата. 5 месеци. Па гледате, луѓето многу лесно може новата влада. да проценат.
Таму нема никаква идеологија, никаква политика, тоа се лични интереси, ветување за вработување и задржување на раководни позиции. Тоа не се Тоа е- неважни работи и за тоа е- луѓето, господине Филип, ќе признаете. Гледате, луѓето сваќаат дека за кратко време биле излажани и пристапуваат назад. Така да јас сметам дека огромен број на луѓето кои што гласаа, знам, кои што беа разочарани во СДСМ од сосем легитимни причини. И тоа мора да се признае. Поради тоа што и се враќаме повторно на почетокот во причините за поразот. Кога ќе свата дека се менуваме, а гледаа дека се менуваме во пристапот, комуникацијата со луѓето, отвореноста, инклузивноста и така натаму, се враќаат во партиите. Поживи стануваат општинските партиски организации. Го гледаме тоа секојдневно. Има ли страв во СДСМ од евентуални кривични прогони на бивши функционери? Јас сум кажал во повеќе ситуации, ако некој го прекршил законот, треба да одговара. И се надоврзуваме на тие закони кои што ги слушаме секојдневно од премиерот, се прават некои анализи, но не гледаме дека се анализираат, например, сегашните градоначалници на ВМРО ДПМН и нивната работа, кои што се градоначалници веќе скоро 4 години. Туку заканите се само по припадници на други политички партии, сегашната опозиција. Ако имате сомнежи, зошто не излезете вие јавно да ги кажете? Ние нашите забелешки на пресконференција, на нивната работа на локално ниво, секојдневно ги соопштуваме преку портпаролите и преку на криминал. И преку советниците, но да се анализираат само работата на припадници на една политичка партија, тоа е строга партиска политичка селективност. И веќе навлегува во фаза на политички прогон, на најава за политички прогон. Се прават комисии во различни министерства и од внатрешни и од надворешни луѓе, за кои што ја имам информација дека ништо не може да најдат. Се анализираат постапки, се анализираат тендери, се најавуваше некаков епски криминал, се заврши со некои потрошени 200 евра од картичка поради изгубен багаж кој што после се вратени во буџетот. Така да мислам дека Христијан Мицкоски прави опасна, иницира опасна тенденција. На смената на власта во 2017 година имаше слични процеси. Тогаш новата влада на СДСМ и ДУИ влезе во проверка на тоа како работели претходните функционери. Вина на СДСМ е веројатно што значаен дел од тоа не помина несанкционирано. Сега исто така факта дека некои сомнителни случаи, сомнителни во смисла на потенцијална корупција и криминал, во времето на владата на СДСМ и ДУИ се појавија јавно, но остана без институционален одговор. Така што, ако институциите решат да ги истражат тие случаи, тогаш не гледам што е проблем. Да не ме разберете погрешно, апсолутно да се истражи се што е сомнително и да одговара секој кој што го прекршил законот. Меѓутоа најави и упад во судството на овој начин на кој што сега владата го прави, со тенденција да се влијае на работата на независни судски обвинителски органи, според мене е најава само за партизација на судството. Имаше најава дека ќе се прават реформи. Ние имаме пат по кој што реформите во правосудството треба да одат, а се резултат на оценската мисија на Европската Унија. Тие забелешки се влезени во реформската агенда, во планот за раст и тоа е патот по кој што ние треба да одиме за да се реформира правосудството. И ние најавивме, смета дека тие не се доволно радикални. Меѓутоа го подпишаа планот во Европа. Тогаш требаше го ревидираат и ги прифатија сите тие сугестии. Ние најавивме пред повеќе месеци дека ќе поддржиме секаква реформа во правосудството во која што ќе бидат вклучени странски чинители кои што учествувале во различни реформски процеси, инвестиција во едукација на луѓе кои што работат во правосудството и тоа ќе биде нашиот пристап кон Европската Унија. За жал ние тоа не го гледаме. Освен закани и обиди за распуштање на совети кои што јасно е кажано од Европската Унија дека не може да се прават заради тоа што тоа ќе биде брутална партизација. Сакам за вас лично да ве прашам. ВМРО ДПМН излегуваше на пресконференции и велеше дека сега како пратеник сте пријавиле повеќе имот отколку како министер. ДКСК отвори предмет, имате сознание до каде е проверката на
на вашиот имот? Немам се уште, се отвори предметот, меѓутоа јас објасних во јавноста. Станува збор, единствена разлика за која што станува збор е начинот на кој што имот се пријавува во Државната комисија за спречување на корупција. Што е разликата? Односно 3 стамбени единици по новиот начин на пријавување, исто како што би биле и тогаш во тој период, се 5 или 6 имотни листови. За тоа станува збор. За некои заеднички простори, за некои согласно катастарските правила. Така Има да плюс апсолутно квадрати? вкупната квадратура која што е пријавена како мој личен имот е идентична. И јас тука немам што да крием, го соопштив тоа во јавноста и ќе очекувам тоа да го соопшти и ДКСК. Зошто немате пријавено автомобил како што возите во анкетниот лист? Не, јас возев само некои автомобили за време на кампањата и се уште немам автомобил поради тоа што мојот личен го продав пред некое време. Сега не го возите автомобилот во кој што ве гледа? Не, Ауди не, Q8, сега не, апсолутно не. Аха. Сега во што се возите? Сега имам службено возило од партијата, кое што располага. Добро. Сакам да ве прашам сега што треба, делумно почнавте да зборувате, да очекуваме од новото раководство на СДСМ, да речам, на програмски, на организацијски план? Има два правци о кои што сега ги поставуваме работите. Прво е детализирање на програмата, која што јас ја најавив, и вториот дел е припрема за локалните избори следната година. Во делот на програмата вклучуваме, како што кажав, експерти, еден одреден дел од раководството зима обврска за одредени делови и ја надградуваме програмата да биде вистинска во духот на социјалдемократијата, во сега духот на зборувате социјалдемократските вредности. за редовна програма или нешто што утре ќе биде изборна програма? Не, зборам за партиската програма, Добро. која што се темели на сите тие политики и мерки кои што ние ги имплементиравме во изминатите 7 години, а се однесуваат на сите аспекти на животот кои што животот го прават на граѓаните кај нас полесен и поубав. Во делот на платите, зголемувањето на минималната, на просечната плата, во делот на економијата, поддршката на компании и бизнисите, во делот на образованието и здравството, во делот на правосудството, согласно препораките на странските партнери со кои што сме работеле и претходно, и вториот дел припрема на теренот за локалните избори, пред се комуникација со луѓето за наоѓање на најдобрите можни наши кандидати, кадри за градоначалници и за советници, кои што ќе бидат избрани по истиот принцип како и општинските раководства, во еден широк инклузивен процес, сослушувајќи и слушајќи многу наши и луѓе и симпатизери и независни луѓе кои што би сакале да се вклучат во тој процес, со цел да исфрлиме кадри кои што ќе бидат сериозни, кои што ќе може да си стојат на зборот, да ја реализираат програмата, а програмата пак ќе биде направена со сугестии на граѓаните, кои своите сугестии ќе можат да дојдат и да ги остават, да ги напишат во општинските организации, кои што во следниот период ќе бидат целосно отворени за нив. Дали со проектот со кој што се поддржуваат инфраструктурни проекти во општините на актуелната влада, што беше дел од предизборните ветувања на ВМРО ДПМН, ВМРО практично ги купи следните локални избори? Јас би рекол дека таков проект не постои. Најавува 250 милиони евра, кои што никаде ги нема. Не се буџетирани. Тоа беше само една пропаганда, еден балон кој што веднаш се издиша кога ги тргнаа билбордите со кои што таквиот проект го најавува. Кога ќе видите буџетот, нема буџетирани 250 милиони за општините. Има подпишани договори за 41 милијарда денари, што се колку му доаѓаат, некаде околу помалку од 70 милиони евра за оваа година. Подпишани договори. Но оваа година нема да се реализира ни едно евро од тие тоа е друго 70 прашање. кои што не се 250. Значи тоа е првата работа. Добро, за оваа година ветуваа 100 милиони, за следната 250 милиони. Јас сакам да кажам дека сметаме дека е тоа само една голема лага, еден почеток на една предизборна кампања која што ќе биде иста голема лага како што беше предизборната кампања за парламентарните избори, во која што се што ветија се показија.
Така да тие пари ниту се буџетирани, ниту предвидени во тај формат и таа сума која што е најавувана. Општините немаат капацитет да реализираат толкава сума на пари за толку кратко време. Додека почнат проектите да се изведуваат, па додека почне исплатата на тие пари. Тука доаѓаме до едно друго суштинско прашање. Какви ќе бидат проектите? Зашто ќе служат? Дали вистински бенефит ќе имаат граѓаните или навистина ќе ги користат за предизборен подкуп? Така да сметам дека станува збор за еден навистина сомнителен процес, земање на пари во многу сомнителен начин од банка во Унгарија, практично договорено во 4 очи, кои што очигледно се користат за предизборен подкуп. А друго важно прашање поврзано со локалните избори ќе биде битката за Скопје. Внатре партиската битка за тоа кој ќе биде кандидат на ВМРО-ДПМН очигледно е почната, дури јавно ги гледаме тие искричења таму. Што се случува, дали СДСМ има кандидат за Скопје? Тоа што сега се случува со Скопје е една голема трагедија. Резултат на недобро договорените дилови помеѓу ВМРО-ДПМН и градоначалничката, кои што откако се растурија, единствени некои кои трпат се скопјани. Откога не се договорија според нивното кажување за различни проценти за бизнеси, внимавајте, градот е затрупан во ѓубре, во смет, нема јавен превоз и ова е навистина греота што се прави на Скопје. Но ВМРО 24 пати е ставана точката за набавка на автобуси во град Скопје, против која што советниците на ВМРО-ДПМН гласале. А сега премиерот најавува дека сам ќе купува автобуси. Па гледате, во наше време функционираше градот, беше чисто. Имаше почеток на проекти кои што решава сообраќајен хаос и така натаму, имаше добра зоолошка градина. И да се вратам на конкретното прашање што ние ќе правиме. Не, Прво вака, вие практично му овозможивте на ВМРО-ДПМН да се дистанцира од Арсовска и тие релативно успешно го прават тоа. Како ќе се дистанцираат од Арсовска, кога тие ја донесоа на градоначалничката позиција со поддршката, тоа самата Арсовска го кажува, не го кажуваме ние, и мислат дека скопјани ќе ги прелажат дека ќе се дистанцираат од неа. И како ќе се дистанцираат? Кога со ниеден чекор не прават нешто што е во бенефит, во интерес на граѓаните. Тие сега може да гласаат за автобуси во Советот, тоа не го прават. Тие сега може да гласаат за БРТ, транспортниот систем кој што целосно ќе го реши сообраќајниот хаос, исто така не го прават. Нема начин на кој што они може да се дистанцираат од Арсовски. Да се вратам на нас. Ќе работиме интензивно да најдеме добар кандидат или кандидатка. Сериозен човек. Тоа што го именувавте Галетановски за председател на градската организација, значи дека можеби на него ќе сметате за кандидат за Скопје? Не значи дека ќе биде кандидат за градоначалник на Скопје, поради тоа што во еден широк круг со анкети внатрешни и на терен ќе го бараме најдобриот кандидат, ќе сакаме да слушнеме кои граѓаните сакаат да го видат и ќе му веруваат да биде градоначалник на Скопје. Меѓутоа сакам да кажам тука неколку работи. Дека земаме обврска сега пред граѓаните. Доколку го изгласаат градоначалникот на Скопје или градоначалничка која што ќе биде поддржан од СДСМ. Дека за 2 години од почетокот на мандатот Скопје ќе добие 3 работи. Прво ќе биде најчистиот град во регионот, второ ќе има целосно среден јавен превоз и трето ќе има солиден и културен ноќен живот. И тоа е мое ветување сега, волку рано, заради тоа што ќе биде ветување и на партијата на изборите. Да, добро, прво да го видиме и кандидатот, се разбира. Ќе го видиме. Добро. А што ќе правите со тие што сега се градоначалници се од редовите на СДСМ? Ќе бидат повторно кандидати? Имате Мислам дека имаме добри градоначалници, би требало да се поддржат, освен ако некој од нив не сака повеќе да се кандидира, меѓутоа секако дека првата работа што ќе биде во тие општини каде што ние имаме кандидати, ќе биде консултација со нив дали сакаат да ги продолжат мандатите. Не гледам ниту еден градоначалник кој што има некакви предизвици и проблеми или сериозен отпор од граѓаните. Напротив, имаме направено 2-3 анкети во 3 општини у кои што навистина добро котираат актуелните
градоначалници од СДСМ. Што ќе биде за вас успех на локалните избори? Неколку работи. Прво, консолидација на партијата, работа на терен, имплементирање на научените лекции од изборниот пораз, освојување на што поголем број на општини, но пред се глас повеќе од вкупниот број на гласови кои што ги освоивме на изминатите избори. Глас повеќе од претходните. Да. Па добро, тоа не е високо поставена летвичка. Добро, меѓутоа за некои работи е потребно време. И мислам дека поддршката ќе се враќа и со поголема динамика, меѓутоа не би брзал со предвидувањата, ниту пак би ги кревал очекувањата премногу. Што ако со локалните има и предвремени парламентарни избори? Ние ќе бидеме спремни, секако. Ќе биде спремна програмата, ќе бидат спремни луѓето, селекцијата, исто по овој систем кој што го коментираме и дискутираме сега, кој што веќе се имплементира за идентификување на луѓето кои што ги водат општинските организации. Дали ќе има или ќе нема предвремени избори, зависи многу од работата на владата во следниот период. Ја може да кажам дека тоа што го гледам и како иницијативи за состаноци, за средби, опозицијското расположение во државата расте. На нашата анкета над 60% од граѓаните не се задоволни од работата на владата, а не гледаме дека има некаква корекција. Ниту во делот на економските политики, ниту во делот на меѓунационалните односи, ако сакате, целосно блокиран евроинтегративен процес. Сметам дека ова влада ја води државата во амбис. Не можам да разберам што е причината. Не можам да разберам што им е идејата и дали имаат некој излез, некаква идеја како да се води државата напред. Економските параметри, проекции од Светска банка се катастрофални. Раст под 2%, а не се нафаќа да на една собраниска седница на наша иницијатива дискутираме за сите овие работи. Така да проопозиционото расположение во државата сериозно расте. Ги спомнавте евроинтеграциите, многу свесно таа тема нема да ја отворам во овој разговор, бидејќи мислам дека еве владата треба да покаже дали тоа што како иницијатива сега го покрена, тоа е да се обиде да ги убеди европските партнери дека уставни измени со одложено дејство се возможна и добра варијанта на крај и ќе успее, така што веројатно на тема евроинтеграција ќе имаме многу што да разговараме во некое следно издание. Може ли кратко само? Да, ајде. Ако изработат подобра владата, ако изработи подобра позиција наша во преговарачкиот процес, ние веднаш ќе ја поддржиме. И тоа го кажа во неколку наврати. Меѓутоа, подобра позиција која што ќе биде реално возможна. За жал не се најавите такви. Еве новата еврокомесарка за проширување кажува дека е јасно што ние треба да направиме. Се поставува прашањето колку ќе чека владата за да свати и да признае дека нема да им помине тоа. Дај Боже да им помине. Нека ги кажат инструментите со кои што се борат, нека ги кажат земјите кои што до сега ги поддржуваат, ако не се сите. Меѓутоа, најбитната работа. Премиерот погази многу ветување, укажување понатаму во однос на тоа како употребува Северна и така на Преспанскиот договор и така натаму. За прв пат призна дека вели рамката преговарачка е лоша, ама ние не бараме промена. Што е доказ дека ниту еден од идентитетските обележја, зашто не критикуваа дека сме биле предавници, не е напуштен. Што значи дека се е заштитено со таа преговарачка рамка, односно целокупниот француски предлог. Пред се јазикот и македонскиот народ идентитетот. Така да уште една лага со тоа се разобличи. Стравот е дека уставните измени нема да бидат последното барање од Бугарија, дека на патот до членство ќе се појават и други барања поврзани со идентитетските аспекти. Ние немаме друг механизам да ја откочиме земјата, да мрнеме напред со развојот, освен да ги започнеме преговорите. Гледате, оди Албанија напред. Го отвора второто поглавје. Црна Гора затвора 4 поглавја. До 2026 година
има најава дека ќе стане земја членка на Европската унија. До 26 Црна Гора. не може. Добре, 27 нека е 28. Ние не сме ги отпочнале отворањето на поглавијата. Мораме да ги отвориме за да влеземе во процес на наша надградба. На надградба на нашите системи, на нашите институции, на нашите закони, на нашите луѓе, инаку ќе ни избегаат младите, нема никој да остане тука. Благодарам за овој разговор. Благодарам на поканата. Почитувани, ви благодарам за вниманието. Ве поканувам до крајот на емисијата да го одгледате новото издание на Саботажата. Автор е Сречко Поповски од мене. Пријатно до четврток во 20:15. Тезата дека вистинскиот, а во случајот и официјално избран за маж на годината не држи збор, излегува вистините. Ветувањата честопати знаат да потфрлат кога ќе се соочат со реалноста. Како држава сме подготвени за престојната зимска сезона, односно за врнежите од снег. 20 коли заглавени во снегот, меѓу кои една пожарна. Ваква беше ситуацијата во Мавровско, откако овој дел од државата го затрупа снег. Оваа година надлежните институции нема да бидат изненадени, бидејќи од оно што можевме да го слушнеме на оваа координативна средба, капацитетите на јавното претпријатие за државни патишта, како и јавното претпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта се целосно подготвени. Снегот на 1 декемвриски ден повторно ги изненади надлежните. Скопјани ништо веќе не може да ги изненади. Не се знае на чие политичко конто заврши малиот хаос со приватните превозници, но барем е јасно кому треба да му се предаде голема благодарница за тоа што по јубилеен 25 пат не успева да помине идејата главниот град да го обнови и озелени јавниот превоз. Бидејќи никој повеќе не бара збор, да заклучувам претресот и предлог одлуката за набавка на еко автобуси ја ставам на гласање. Кој е за, молам на крен рака? Деветнаесет членови совет гласале за. Дали има некој против? Нема, воздржани нема. Констатирам дека одлуката за набавка на еко автобуси не е донесена. Времето на донесување на некоја одлука е од исклучителна важност, бидејќи е неопходно навреме да се реагира. Просто е неверојатно клучната институција за воспоставување на редот, своето однесување да го структуира без да направи рефреш и да делува врз основа на безбедносна проценка донесена пред 2 месеци. И сега, ако ме прашате од кога е оваа информација е добиена од страна на Агенцијата за национална безбедност, додека беше менаџирана од страна на предходното раководство. АНБ има нов директор од 16 октомври, а Куманово, градоначалник стар 7 години. Изгледа му е смачено штом повеќе од половина година одбива да се соочи со народните избраници. Со подршка од коалиционите партнери, секоја седница на Советот на Куманово има исто сценарио. Да се изјасниме и во однос на дополна предложена од советникот Јовановски, дополна да се прави со советнички прашања на денешната седница. Поверете да се изјасниме. Констатирам дека со 11 гласа за, 14 против и 1 воздржан, оваа точка како предлог не се става на дневниот ред. На македонскиот дневен ред пак постојано истото прашање. И редовно некоја игра на зборови со која веќе не се знае што и кога, каде и зошто било кажано. Ќе се обидете ли репреговарање да има за преговарачката рамка? Овие спорни елементи што велиме дека има најмалку 3 креативни решенија кои што сум подготвен да ги разговарам кога ќе има политичка влада во Бугарија. Лага е тоа дека некогаш сме рекле дека ќе дојде до бараме промена на преговарачката рамка. И на крајот, кога некој изгледа на вистина сака да направи промена. Почитувани гледачи, старт на уште еден проект на Стопанската комора на Северна Македонија. Во моментот кога се договоривме дека токму ти ќе го водиш овој подкаст, навистина мислам дека целиот проект стана комплетен. Или ја грешат новинарите, или бизнисмените.
ама кој знае колкава и каква е маката, штом некој сериозно се фаќа за лебот со 9 корки.